Заклучок за усвоюване на извеща заява за безбедност на потребителите на община Гевгелия. Отворен предрез. Му давам збор на представникът на МВР. Повелите. Добър ден. Най-напред, почитам председателя, почитаме съветници. Като представник от Министерството за вътрешни работи, от ПСО на Гевгелия, който функционира в рамките на ОВР Гевгелия при Севера Струмица, когато са обхватени полицейското отделение за безбедност и Собраки Гевгелия, полицейската канцелария на Обърен и полицейската канцелария Богданци. Полицейската станица Гевгелия го започна функционираните в 2024 година с окупно 67 полицейски службени, коя бройка е далеко от нивото на систематизираната, а иста се дължи на нататъчното разместуване на полицейските службеници в РЦ Юг и како основ на изпълнуване на условите за заминуване в старостна граница. Полицейската станица Гевгелия в текот на 2024 година териториално и оперативно покриваше и се гриеше за удържуване на съдебен ред и мир, защита на живота, личната сигурност и името на гражданите, защита на свободата и правата на гражданите, гарантирани с Уставът на Република Северна Македония и законите и ратификованите международни договори. Активностите на полицейската станица от обща надвезност в областта на явния трети мир въглавно бяха насочени към държуване на стабилна состоева преко следене и преземане на съответни превентивни, както и репресивни мерки за оневъзможуване на видите за нарушуване на явния трети мир. Безбедностната состоева в текст на 2024 година от аспект на явния трети мир оценуваме дека е стабилна. Ваквата состоева е заснована въз основа на приявените настани, последиците от приявените настани и постъпуване на службите по истина. Состоевата в класичният криминалитет, особено в делото на кривичните дела, които се гонят по приватна служба в текот на извещайната година, бележиме намалуване на приявените кривични дела, но в делото на кривичните дела, които се гонят по службената должност, в координация с полицейските службеници от НККР Гевгелия имаме приявено сголемуване, но имаме и по-голямо сголемуване на разсветлени, пронайдени, строителни кривични дела. ОВР Гевгелия според степен на разсветлуване, като една от станиците с най-голяма реализация в Министерството. В делото на Собраке континуирано се работеше на попречуване, откриване и санкциониране на сите видови собракяни прекъшъци, особено ония, които директно влияват върху безбедността на Собраке, с цел да се обезбеди уреден и безбеден собракяй. В текот на 2023 спрямо 2024 година имаме приява на 271 кривично дело, наспроти 282. Прекъшъци от ГРМ имаме 77, наспроти 84. Собракяйни незгоди 165, наспроти 166 в 2024 година. Процент на реализация в делото на тежките кражби изнесва 74%. В прилог имате табеларен приказ, кой може да го погледне. Докато имате някакви прашения. Благодаря на представникът за изцърпното излагане. Почитувани колеги, отварям разправа по точката, дали някой се ява за збор. Колега Петров. Благодарам председателя, почитувани колеги, почитуван командире. Јас имам едно прашање во врска со луѓе кои што најверојатно се други општини гравитираат во нашата општина, ги среќам почесто, дали се неформални собирачи на отпад или не знам. Еве имам информации за една кола што ја следа повеќе време, што ја гледам гравитира околу нашето работно место. Дали нешто се презема врска со тие лица, што прават тука, со што се занимаваат, во интерес на безбедноста и на сите граѓани наши овде. На повеќе места ги среќавам, каде одат, што прават, не знам, од друга општина се,
и може да ви дам по-конкретни информации после за нив. Така да дали се преземе нещо врска со тоа. Благодарам. Да, со истите се презема, имаме заедно со општинскиот инспектор, значи на дивата депонија, таму се преземени мерки за истите лица се отстраните од таму. Исто така, другите возила што се отстрана, се санкционира околу неисправноста на нивните возила кои ги управуваат. Друг некој за збор, колеги? Нема. Бидејќи нема, благодарим на представникот за присуството. Пријатен ден. Доставам предлог за вклучокот на гласење. Кој е за? 10 за. Констатирам дека предлог за вклучокот е усвоен. Точка 2. Не, ќе одам пред. Не знам, вие сте слободни. Не толкова. Почитувани колеги, ќе преминеме, имаме информација дека за кратко време ќе дојде представникот од Центарот за јавно здравство. Ќе продолжиме со точка 28, доколку имаме представник. Доколку нема представник, истата се повлекува од седница. И следуваат точките од 29 до 34. Рековме дека ќе ги разгледуваме заедно и гласуваме поединечно како следно. Значи, точка 29. Предлог решение за разрешување член на комисија за прашање на избори и именување на Совет на општина Гевгелија. Точка 29. Точка 30. Предлог решение за избор на член на комисија за прашање на избори и именување на Совет на општина Гевгелија. Точка 31. Предлог решение за разрешување член во комисијата за финансирање и буџет и лер на Совет на општина Гевгелија. Точка 32. Предлог решение за избор на член на комисија за финансирање и буџет и лер на Совет на општина Гевгелија. Точка 33. Предлог решение за разрешување член во комисијата за функционирање на системот на локална самоуправа на Совет на општина Гевгелија. Точка 34. Предлог решение за избор на член во комисијата за функционирање на системот на локална самоуправа на Совет на општина Гевгелија. Во врска со овие точки беше одржана комисијата за избори и именување. Се разрешува Саша Стоиловски од 3 комисии во кои што членуваше и на негово место се именува новиот колега Маријан Бочков. Ги ставам точките на гласање. Точка 29. Предлог решение за разрешување на член на комисијата за прашање на избори и именување на Совет на општина Гевгелија. Кој е за? Едногласно од присутните благодарам. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 29. Кој е за? Констатирам дека предлог решението за избор на член на комисија за прашање на избори и именување е усвоено. Точка 31. Предлог решение за разрешување на член во комисија за финансирање и буџет и лер на Совет на општина Гевгелија го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 32. Предлог решение за избор на член на комисија за финансирање и буџет и лер на Совет на општина Гевгелија го ставам на гласање. Кој е за? Точка 33. Предлог решение за разрешување член во комисијата за функционирање на систем за локална самоуправа во Совет на општина Гевгелија го ставам на гласање. Кој е за? Предлог решение за избор на член во комисијата за функционирање на системот на локална самоуправа на Совет на општина Гевгелија. Кој е за? Благодарам. И точките 35 и 36 исто така ги разгледуваме заедно. Точка 35. Предлог решение за разрешување член во управниот одбор на ЈО библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Точка 36. Предлог решение за именување член во управниот одбор на ЈО библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Отварам дискусија по двете точки. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, го ставам
Точка 34 се однесува на разрешување на Маријан Бучков од управниот одбор на истиот. На негово место во управниот одбор на библиотеката ќе биде назначена господјата Виолета Петковска. Ќе ставам двата предлога на гласање. Точка 35. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 36. Кој е за? Констатирам дека предлог решението е усвоено. Останува уште точка. Кој број беше? Точката 27. Информација за состојбата со здравствена заштита на населението во општина Гевгелија и состојбата со здравствениот доктор. И состојбата со здравствен кадар во јавните здравствени установи во општина Гевгелија. Присутен е представникот на Центарот за јавно здравје. Повеќе. Ова не треба, бидејќи го елаборираме, веќе гледам. Претпоставувам дека го имате годишниот извештај, го разгледавте, што ни се случуваше во текот на 2024 година на територијата на општина Гевгелија, Богранци и Дојре. Ние сме референти задолжени за следењето и превенцијата на здравствената состојба и сите јавноздравствени инциденти доколку се случат на територијата на овие три општини и затоа извештајот се однесува точно на нив. Не можеме да го издвоиме, бидејќи пријавните картички и сите извештаи идат од целата територија и се кумулираат во Центарот за јавно здравје Гевгелија, каде што се обработуваат и ние ја следиме состојбата. И што се однесува до минатата година, беа пријавени околу 63 заразни заболувања, што според мене тие бројки воопшто не кореспондираат со ситуацијата која имаме на нашата територија. Меѓутоа, бројките се тие што се, затоа што пријавувањето, кое е задолжително на секој заразно заболување, кое ние го следиме, треба да биде извршено во рок од 24 до 48 часа. За жал, тоа не се врши. Имаме неколку поажурни амбуланти кои го прават тоа, меѓутоа просеците и сите криви линии кои ни ја даваат состојбата со заразните болести на територијата на овие три општини кореспондираат со кривите кои се на ниво на Република Македонија и на ниво на соседните земји и на Европа. Така да ќе се држиме кон нив и да видиме што ни се случуваше. Инаку најактуелно знаете сега во моментот што ни е респираторните заболувања кои во последните 2 месеци ги преполни амбулантите не само во Гевгелија, во општа болница Гевгелија, туку и во околината, да не зборуваме за град Скопје, бидејќи таму особено на детската клиника и на клиниката за на детската клиника и на инфективната клиника беше преполнето и сето тоа беше резултат не само на циркулацијата на грипот, туку и на неколку респираторни вируси кои во моментот не се најактуелни. Тоа се респираторниот синцитијален вирус, грипот, SARS-CoV-2, значи короната се уште се циркулира без некоја особено влијание во целата оваа патологија, меѓутоа сепак мораме да ја спомнеме, бидејќи е од интерес се уште на нашата територија, на територијата на Европа и во светски рамки. Што ни се случува? Се случува тоа да гледате и самите и на вести и по сите портали дека имаме алармантна ситуација со бројките, особено е засегната најмладата популација, особено од 1 до 4 години, училишната популација и средношколската популација. Зошто е тоа така? Затоа што особено кога беше инкубацијата пред да настане пикот на грипот и на другите респираторни заболувања, беа новогодишните празници, потоа беа зимските распусти и така натаму, така да тие контакти беа остварени малку
поинтензивно, не само тука, патување имаше во соседните земји, поради зимските распусти, зимување и така натаму, се остварија тие контакти и по завршувањето инкубацијата почна школската година, така да едноставно настана еден енормен трансфер на вирусите од помеѓу таа популација, бидејќи тие се колективни сместувања и во училиштата, и во градинките, и во болници, и во трговски центри, јавни превози, особено Скопје, така да настана една експлозија од инфекции со овие вируси и затоа не се преполнија амбулантите и ни направија, да не речем, еден хаос, еве и матичните лекари ќе го потврдат тоа. Меѓутоа, како и да е, не е тоа само кај нас, да речем само во Гевгелија или во соседните градови или во Македонија, истото ни се случува во Европа, каде што и кај нив бројките се доста драматични. Зошто се случи? Тоа се случи затоа што рековме брза инфекција и циркулација на грипот Ани беше во моментот, кој зафаќаше негде околу 51% од позитивните тестови, за да потоа биде заменет со инфлуенца Б или грипот Б, кој дава многу потешка симптоматологија и кој во моментот си ги сменија местата со грипот А. Сега тој има 51% застапеност во однос на 49% на инфлуенца А, која има малку полесна симптоматологија. Зошто ни страда оваа популација? Рековме кои ги остварија контактите. Најмалку заболени во моментот и воопшто на целата територија на Европа, нив се во старосната група на 65 години. Ке кажете зошто? Кога би требало по логика на нештото, тие да бидат најподложни на инфекции и на страдање од страна на респираторните заболувања. Меѓутоа, кај нас, сега ќе зборувам исклучиво за нашата општина, се створи еден доста добар колективен имунитет благодарение на редовната вакцинација против сезонски грип. Оваа година го постигнавме пак, туку рече, рекордот во однос на ланската година. Ланската година има околу 1300 аплицирани бесплатни вакцини, оваа година без малку за 20 или 30 вакцини 2000. Значи тоа е огромна разлика во однос на минатата година. Се надевам дека до година ќе биде уште повеќе, да речеме 2500, и тоа ни да одржува еден доста солиден колективен имунитет во однос на повозрастната популација, која не само што има намален општи имунитет, туку има и коморбидитети од типот хронични респираторни заболувања, хронични срцеви заболувања и така натаму. Така да објаснувањето зошто тоа не се случува ќе ни биде токму тоа, и тоа нека биде и еден апел за следната година и понатаму да се вакцинираат колку е можно повеќе граѓани, бидејќи бесплатни вакцини имаме малтене колку што можеме да потрошиме. Значи Министерството ни обезбедува врз база на нашите побарувања, така да не сме ограничени со бројки и ако можеме да делуваме едноставно, да влијаеме со кампања и така натаму, да возрастната граница на вакцинирање да се спушти малку, затоа што последните 5 до 6 години најмногу ни страда работоспособното население, што е катастрофално за економијата на општината, за економијата на било која земја и така натаму. Значи трендовите и кај нас и во Европа се да се превенира, тоа е и наша опција и обврска како јавноздравствени институции, да ги превенираме и да ги заштитиме категориите на работоспособно население со тоа што ќе ги намалиме болничките денови, ќе ги намалиме боледувањата, ќе ги намалиме отсуството од работа, а со тоа ќе ја стимулираме економијата, а ќе го намалиме трошокот на фондот за здравствено осигурување, кој секако мора да го штедиме, бидејќи имаме огромни побарувања во последните неколку години, затоа што бројот на болнички денови постојано ни се зголемува поради самото загадување, поради самите проблеми со загадувањето на самиот воздух, што впрочем ни покажуваат и бројките. Од ервис системот ние сме должни како земја која се уште не може да влезе во Европа, меѓутоа ние сме асоцирани во сите системи на надзор и следење на заразните болести кои се имплементирани во Европа, така да Центарот за контрола на заразни болести во Европа
има еден нервис систем кој се нарекува и тој ги следи сите респираторни зарази заболувања кои ги се за на нас актуелни во моментот, затоа што рековме страдаме, хронично страдаме од загадување на воздухот и уште повеќе населението ни страда од овие респираторни заболувања и не само по возрастното население, туку енормно ни расте бројката на популацијата од 1 до 4 години. Значи имаме хронични респираторни заболувања кои таа популација не ја зафаќаат, особено во градинките, во јаслите, и тоа ни е еден знак, еден аларм дека треба да се насочиме токму во таа популација, да ја видиме што е причината. Причината да е загадувањето, не се алергиите или било што, туку загадувањето, кој респираторното стебло кај тие млади недоразвиени организми го прави многу почувствително кон овие загадувања и наша должност е ние да ги следиме тие движења и едноставно да внимаваме, односно да наоѓаме превентивни мерки како би таа популација која е иднината на секое општество ја заштитиме и ја произведеме во една работоспособна популација за следните 10-15 години. Зошто тоа го кажуваме? Затоа што рековме, грипот да, ми се јавуваше во сите амбуланти, меѓутоа само околу 30% од вкупните бројки, да речеме, во Ервисот, ако 4000 сме имале пациенти во 9-та недела, приемна недела, околу 700, 600 или 700 завршиле во секундарната здравствена заштита, што е, не е до толку страшно, за разлика од тоа. Респираторниот синцитијален вирус, кој има многу ниска партиципација во овие бројки, околу 30%, тука состојбата е малку по-алармантна. Туку речи 93 до 4% од примарната преминале во секундарната здравствена заштита, што значи дава сериозна долно респираторна симптоматологија, особено кај малите дечиња. Страшни алвеолити, кои ни ги преполнија амбулантите и едноставно ни ги зафатија сите болнички кревети со популација која е помала од 4 години, која покрај отсуството на таа популација и од училиште или од градинки, ангажира и еден од родителите да отсуствува од работа, што дополнително ни го оптеретува системот. Така да ќе мораме да се ангажираме следната година, да видиме како ќе се прави, што ќе се прави, значи да обрнеме внимание на еколошките фактори, особено на загадувањето на воздухот, кој ни се покажа дека е еден факторите број 1 во приемчивоста, или диспозицијата на самите организми за да ги примаат овие вируси и да боледуваат од нив. Вакцинацијата, рековме, докажано средство, извореден колективен имунитет ни дава и ќе мораме да се ориентираме кон тоа, рековме, со кампањи во заедништво со матичните лекари, со секундарната, терцијарната здравствена заштита, се со цел да створиме многу подобар колективен имунитет кој би ни помогнал до година да ги немаме овие проблеми, односно да не ги оптеретуваме капацитетите на самите болници, амбуланти, секундарна и терцијарна здравствена заштита. Од прилика тоа би било за овие болести, за заразните болести, што се однесува, ние следиме поголем дел, значи таква ни е обврската, да вршиме активен надзор и следење на и други болести кои, да речеме, се ерадицира и не постојат, меѓутоа имаме обврска да ги следиме и да пријавуваме постојано доколку ни се јави некој случај. Што се однесува до акутната флакцидна парализа, значи полиомиелитот или полиовирусот одамна е ерадициран кај нас, меѓутоа ние имаме активен надзор, обврска да го следиме секоја недела, примаме пријави од нервните оделенија и од детските оделенија. Во Гевгелија за сега немаме ниту еден случај на полиомиелит. Ланската година имаше еден сомнителен случај во Тетовск, пријавен со монопареза на еден екстремитет, меѓутоа се земаа материјали, се испратија во лабораторијата во Софија, не беше докажано присуството на полиовирусот, туку се однесуваше парализата на сосема друго заболување, така да и таа отфрлена како случај, значи 2024 година немаме ниту еден случај на заболување од полиомиелит. Што се однесува до, иако таа точка веќе помена, меѓутоа до дезинсекцијата и така натаму, мораме
да кажеме еден податок дека во последно време, последните 2 до 3 години имаме циркулација на комарците, особено на албопиктусот во околината, особено Грција, Албанија, Србија, но и Македонија. Имаме 2 случаи ланската година на западно-нилска треска пријавени, што е доста сериозно за мене и мораме да обрнеме внимание во тој дел, затоа што ланската година некако, барем јас, не би рекол дека беше најдобра интервенцијата во однос на комарците и поради самите температури кои ќе бидат и оваа година доста високи, би сакал да пред да се почне со тие активности да се направи една консултација со нас како центри за јавно здравје, без разлика кој ќе ја работи, дали приватни или некој, за да им објасниме некои работи, бидејќи ми се случува да средствата кои веќе се употребуваат до последните десетина година, комарците едноставно станаа резистентни на нив, само тие средства не делуваат, да им покажеме некои нови достигнувања кои се, за да може да се ефектуира, значи кога веќе се прави трошокот, да биде тој ефектно направен, тие средства да бидат ефектно потрошени, за да не ни се случи, не дај Боже да ни се јават случаи на западно-нилска треска, на зика вирусна инфекција, чикунгунја и така натаму, бидејќи тие 2 случаи, едниот беше во југоисточниот плански регион, во кој спаѓаме и ние. Така да јас како епидемиолог не би сакал да имам случаи тука и сакам тоа да биде превенирано, се со цел да немаме никакви проблеми, бидејќи и тие сите ги засегаат најчесто младата популација и оставаат трајни последици, особено на нервниот систем. Знаете дека имавме и уште имаме случаи на голема кашлица, значи пертусис, која не трае туку речи 2 години. Епидемијата беше објавена на територијата на Република Македонија пред 3 до 4 недели, меѓутоа епидемијата во Скопје се уште си циркулира и не е објавена и нема да се објави, затоа што како што гледаме ситуацијата, се уште некако перзистира, значи имаме некоја рамна линија, можеби немаме енормен број на нови случаи, но сепак имаме. Ако сме имале до сега 1185 заразни лица, значи позитивни на голема кашлица, тоа е сериозна бројка за мене, затоа што најмногу од нив, помалку во возрастната група од 0 до 4 години, и се 37%. Од една година имаме, да, меѓутоа тука не бараме виновници, бидејќи знаете дека вакцинацијата против голема кашлица почнува со наполната една година, значи во 13-тиот месец, тука не се виновни дечињата, ниту родителите. Меѓутоа во возрастната група од 0 до 4 години имаме 37% заболени, тоа е страшна бројка. Значи тука се одложува, се одбива вакцинацијата и така натаму и не се случува тоа што не се случува. Направивме кампања, значи се повикаа сите на редовна вакцинација, тие што беа пропуштени, се повикаа со дополнителна или кетчап вакцинација, кај нас во Гевгелија имаме одличен одзив, значи се постепено почна да расте бројката на процентот на вакцинирани, меѓутоа на територијата на Скопје се уште бројките се алармантни, вакцинацијата се одбива, така да едноставно проблемот ќе ни се јави пак на цела територија на Република Македонија, затоа што сите, целото население на Република Македонија, да го собереме помалку отколку населението во Скопје. Доколку тие не се вакцинирани таму, доколку таму немаме колективен имунитет, не очекувам дека и на територијата на Република Македонија ќе постигнеме некои кој знае какви резултати, така да апелирам да сите млади, особено младите родители, доколку нешто имаат нејасноти и недоречености околу самите вакцини, околу квалитетот или било што, слободно нека се консултираат кај нас, ние ќе им дадеме информации од прва рака, се што ги интересира и ќе им објасниме колков е бенефитот од самата таа вакцинација, а колку се страшни последиците, особено од прележување на големата кашлица. Уште мораме да кажеме, значи уште една болест која ние мораме да ја следиме како центри за јавно здравје и не е една од одамна јавноздравствено интересни болести, тоа е ХИВ или сидата. На нашата територија 2024 година не сме имале, меѓутоа бројките енормно растат на територијата на Република Македонија и во Европа, трендот е нагоре,
по нагорна линија, така да ќе мораме да размислуваме и на таа тема, затоа што контакти се стваруваат на ваков или онаков начин и во табелата гледам туку речи сите градови, поголеми градови во Република Македонија не се зафатени со нови случаи. За среќа ние немаме пријавено ниту еден случај, но не значи дека и тоа нема да се случи. Бројките еве можете да видите оддалеку како ни оди трендот, значи нагорна линија страшно. За последните 10 години тоа е енормни бројки. Значи сме почнали од 1 или 2 случаи во 1987, за да завршиме 2019 со 66 случаи, што е страшна бројка за мене, така да мораме да размислуваме на таа тема, да даваме совети, значи како се превенира таа болест, што треба да се употребува, доколку се имаме да имаат ризични контакти пациентите, слободно се јават на матичните лекари може да ги препратат кај нас во нашите институции, слободно ќе ги советуваме што, како се врши заштита и доколку заболат, што треба да се направи, значи ако веќе имаме заболени или позитивни од ХИВ, подобро е да почнеме час поспоро со лекување, за да не останат само ХИВ позитивни, бидејќи додека се ХИВ позитивни, тие можат да си бидат позитивни цел живот, значи без никакви последици ќе си примат антиретровирусна терапија и ќе немаат никаков проблем, додека ако се премине во активна сида, тогаш веќе имаме страшни компликации и веќе и поголема смртност, меѓутоа и инфективност, односно заразноста на самите пациенти станува се поголема и стануваат поопасни по самата околина. Така да, мислам дека од прилика тоа би бил еден преглед генерален на сите најбитни заразни болести и здравствени состојби кои ни се случуваат на територијата, кои ние си ги следиме постојано и ќе продолжиме да ги следиме. Така да, ако имате некое прашање, мислам дека не заборавивме ништо. Не знам дали елаборира за кадарот од општа болница. Не, ќе дојдат или не? Затоа што јас имам некои податоци. Во секој случај, бидејќи и ние ги имаме тие податоци, преку социјална медицина и тука ситуацијата не е катастрофална со кадарот, значи во моментот имаме 17 лекари. Катастрофа. Тукму во општа болница Гевгелија, катастрофална бројка е таа, со 17 лекари и ние во јавно здравје од четворица сега имаме само еден, значи само сум јас, на 4 служби. Така да, дури мислам дека се и помалку, бидејќи овој податок е за 2024 година, уште некои колеги отидоа заминаа во пензија, така да се помалку лекари и ако продолжи овој тренд, мислам дека ќе мора да се загрижиме сите ние како граѓани на општина Гевгелија, затоа што ќе ни бидат не поради тоа што ќе имаме слаба заштита, секундарна, примарна и така натаму, туку ќе ни бидат одземени ингеренциите на општа болница, ќе не претворат во здравствен дом, што е катастрофално за нас. Ние имаме тенденција, како колеги, да ги зголемиме ингеренциите, значи се оди на тоа да се доедуцираат лекарите, да се оди на постдипломски студии, субспециализации и така натаму, за да можеме да добиеме поголеми ингеренции, меѓутоа бројките се катастрофални, со 17 лекари во психијатриска болница, чинам дека се тројца, физијакална терапија исто еден, доста сериозна ситуација и треба да се апелира, значи и вие како совет, преку претениците, преку сите фактори кои се битни, кои можат да влијаат и политички и било како, не знам, да се испраќа час поспоро лекари, да се примаат нови лекари, да се отворат новите работни места, среден персонал. Исто така, значи нема да ги занемариме и што повеќе специјалисти да произведеме, значи веќе доцниме, мора да се пратат нови млади лекари на специализација, бидејќи треба 4 до 5 години, некои 6 години, за да се вратат назад и за да можеме да работиме. Ние сме колку што сме, меѓутоа можеме да работиме уште 10 на години и тука веќе и нашиот работен век ќе истече, така да во исто време би било убаво тие млади колеги да ги едуцираме, да пренесеме наши искуства и да ги подготвиме за понатамошната работа која ќе партиципираат во здравјето и ќе инвестираат во здравјето на општина Гевгелија, бидејќи затоа сме тука ние.
Така да, ако имате некои прашања, Доктор, ве ви благодарам интересира уште нешто, за излагање, не од место само ќе ве молам. Благодарам за истакнато излагање, отворам дискусија по информацијата, доколку некој има прашање или дискусија, поверите. Доктор Лунчев, да прашам од вашата област, уште ли нема во вашиот дел специализација распишена од јавно здравство? Нема микробиолог? видете вака, значи ние во секое време, вие знаете сите и почитуваните советници, некои кои не знаат, ние централата ни е во Велес, меѓутоа имаме интензивна кампања. Ние во секое време сме подготвени да испратиме двајца специјалисти, значи еден по микробиологија, еден по хигиена. Меѓутоа за сега распишавме еден или два повици конкурси и не се јави никој. Значи немаше интерес од младите лекари за тие гранки на медицината, што сметам дека малку е, нели, чудно, затоа што и микробиологијата, и хигиената, и епидемиологијата се гранки кои се занимаваат со доста сериозна проблематика. И со превентива и со... Која се докажа дека и за време на ковидот дека таа превентива точно ни беше многу битна и затоа ние како Македонија, како мала земја, успеавме да се носиме со многу богати и подготвени држави, дури на некои им одржавме и лекција како треба да се справуваат со такви кризи. Така да и јас сакам час поспора од млади колеги, рековме, да ги пратиме на специализација и да го пренесеме тоа што ние, нашето искуство, да може тие да го надградуваат само, да не почнуваат од нула. Во врска погоре да бидат. Во врска со прскањето за комарци. Вие може заедно со инспекторот некако да, инспекторката за... Па да, ќе мораме во тој дел некако да се исконсултират. Еве и вие сте здравствен работник, знаете како што имаме резистенција на антибиотици, имаме резистенција и на инсектициди кои ни се едноставно следиме и видовме дека тука ни се работи за една резистенција која се јавува дали поради неадекватни дози, дали поради неквалитетни материјали, се тука нема да нели експериментираме во тој дел, меѓутоа единствен начин ние, значи, во консултација со извршителите, да дадеме упатства, како што да се менуваат средствата, значи да не се третираат со едно средство кое да не бидат кажано е неделотворно, од да правиме комбинации, да правиме нели полипармазија што викаме ние, комбинација со повеќе инсектициди и да им ги кажеме точните локации каде да се почне со третмана, бидејќи веќе за чисто ако информација, веќе лангицидните третмани ние започнавме да ги вршиме низ територијата на Република Македонија, така да чувам дека кај нас е и малку потопло, ларвите се веќе развиени, така да како и да е, би ве замолил да ги распишете тендерите час поскоро, да се почне со ларвицидната. Ако ја пропуштиме ларвицидната, ништо не правиме потоа со адултицид. Тоа е врска на општинските служби, не е врска на советот. Некој друг за збор, дискусија, прашање? Нема, бидејќи нема. Поблагодариме на докторот за присуството и корисната информација што ја добивме. Со тоа, почитувани колеги, советници, дневниот ред на 59-та седница на Совет на општина Гевгелија е исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуството.